18 часот и 6 минути, мој термин за вас, почитувани гледачи, емисија во која што денеска ќе разговараме со оглед на периодот во кој што се наоѓаме од годината. Ќе разговараме за она што јас како наслов го ставив, насловот може а и не мора да стои со оглед на тоа дека со денешниот гостин имаме доволно сосема време, иако мислам дека нема да ни стигне ни тоа за да опфатиме се она што ќе ни се разврзе како тема, бидејќи пред да влеземе во студиото разврзавме толку многу теми кои сега сигурно ќе се појават повторно, а веројатно самиот за себе си е тема и нема потреба воопшто да го затвора човек во одредени загради да зборуваме само за конкретни нешта. Но, појдовната точка се разбира е таа, се однесува на она што се нарекуваат обичаи во Скопје. Обично кога зборувате за обичаи, кога зборувате за традиција и за култура, многу повеќе луѓето ќе се опфатат за нешта кои доаѓаат од одредени краишта на Република Македонија, но не се баш врзани за Скопје. Обично кога го спомнувате зборот обичај, многу ретко прво ви доаѓа Скопје на памет, па потоа се останато. Но со оглед на тоа дека Скопје како главен град на Република Македонија има доселеници буквално од сите делови на Македонија, многу од нештата или се видоизменети од оние старите скопјани кои што ги имале, или пак денес има традиции кои што се донесени токму од луѓе кои доаѓаат од одредени краишта. Што, како, зошто, од каде, денеска во мој термин Данило Коцевски, хроничар, или како што многумина би го нарекле, македонскиот Евлија Челебија, и како што и токму еднаш и го имаат и наречено своевремено. Добре дојдовте? Добре дојдовме, драго ми е Огнен. Еве, ни се укажа прилика да снимаме една заедничка емисија. Добри ли сте? Тоа ми беше желба голема, добри, одличен. И еве ова е поводот да ги поздравам гледачите на телевизија 24 и ми е драго што ќе снимиме со тебе ова емисија и што поводот е прекрасен. Јас искрено да ви кажам, многу се радувам, бидејќи од секогаш ви споменав тоа и пред да влеземе во студиото, од секогаш сум велел дајте Данило луѓе да го земеме, Данило, ама тоа не е човек за една емисија, со него треба човек да направи неколку емисии, бидејќи има што да каже, има што да пренесе, со оглед на тоа дека вашиот интерес, за разлика од Евлија Челебија кој што патувал често, вие сте токму фокусирани баш на Скопје и дел од околината, и секој кој што сака да прави своевидно истражување за Скопје, вели Данило мора да биде во истражувањето. Дали може би сте почувствувале во даден момент товар, да речеме, дека имате огромна одговорност кон вашето познавање и се она што сте го истражувале, кое треба да биде пренесено на оние генерации кои што следуваат, и дали денес постои некаков интерес човек да врши такви истражувања, некој да ме наследи? Огнен, морам веднаш да кажам на почетокот дека кога јас почнав, тоа беше многу одамна, пред 30 на години, воопшто навистина немав поим дека сето тоа ќе наиде на толку голем одзив меѓу нашите граѓани. А знаете како, ако нешто правите искрено, со чувство, од срце, тогаш тоа мора да наиде на добар прием некаде. Значи, ја почнав сосема спонтано. Си реков, па дај овие споменици кои јас ги знам како од мал, кој ги создал, како градот се развива, зошто да не знаеме за нашиот град, како е настанат, што е настанат и така натаму. Така да, потоа, после некоја година забележав дека успехот на моите пишувања всушност не се должи само на мене, туку се должи на големата љубов што граѓаните, овие граѓани имаат кон својот град. Толку голема љубов постои кон својот град, тоа е навистина фрапантно. И човек добива желба, добива потик, добива да истражува, добива еден ентузијазам голем, сето тоа да го направи. Да наоѓа фотографии, да наоѓа стари документи, да наоѓа стари книги, и наеднаш се покажува она што вие го загатнавте, дека Скопје е неисцрпно. Знаете што? Ако е Скопје исцрпно и ако Скопје навистина не е голем град и не била голема крстосница и Мотрепова, ние би го исцрпеле за една година, две и не би пишувале. Не. Се уште Скопје има многу работи кои треба да се истражуваат и мора да се истражуваат. Или нешто кое што ви е останато во главата, кое сакате да го откриете, или пак имали дел од Скопје кој што не го познавате, а сакате да го запознаете повеќе? Толку децении сте фокусирани на истражувањата, дали се уште постои исцрпување нови нешта?
Па се уште постои, знаете. Се уште постои затоа што, да речеме, јас се истражувам историјата на Скопје од многу одамна, колку што можам. Значи, не е тоа само Скопје пред земјотресот, Старо Скопје или Скопје пред Втората светска војна и така натаму, него тука се обидувам да го опфатам и османлискиот период. И сега, кога ги собрав тие мои текстови, кои сум ги пишувал за османлискиот период, ја видов дека сум направил цела една книга само за тој период. И се можам добивам книга само за тој период. Можам добивам книга за период помеѓу двете светски војни. Знаете, меѓутоа, има многу работи кои се фрапантни и кои мене толку многу ме возбудувале, да речеме, условно да земеме пример. Во периодот меѓу двете светски војни, да речеме, Македонецот, нели, бил под една, под друга власт и така натаму, меѓутоа многу приказни таму не се откриени. И јас контактирав со една маса од постарите луѓе, кои денес и не се меѓу живите, кои ми раскажуваа фантастични приказни. Тоа се приказни за обичните луѓе, за игранките, за баловите, за танцувачките школи, за кралиците на скопското корзо, замислете, за кралиците на скопското танго. Има толку неистражени приказни таму во сето тоа. Тоа е неверојатна работа. Јас да ви кажам искрено, кога ја слушам, например, музиката која што ја создавале, тоа е уште далеко пред времето на гаражните бендови, но музика која што се создавала своевремено од 20-тите па нагоре, ние сме биле толку многу во текст со светската музика, нешто што денес не го слушаат толку младите, затоа што многу малку архива постои, да речеме, први што ми паѓаат на памет се Квартет Импулси, па понатаму ги имате, например, не знам, забавниот на делот на забавна музика која што го пеела Виолета Томовска, например, преку песните на Копакабана, па Веле Матески, па Диме Поповски и така натаму. И кога ги слуша сите тие музики, човек како да живее во некое друго време, бидејќи тоа време денес веќе не го познаваме. Скопје е комплетно изменето од целата таа приказна. Не го познаваме, да, имате право. Огне, знаете што, тука ја би додадал уште еден човек, има и други личности. Тие ми падна на памет први, да. Например, Зафир Хаджиманов. Точно. Никола Авторски, Зафир Хаджиманов, Драган Ѓаконовски, Шпато, точно, да. Тоа беа личности кои беа легенди, значи. И тоа време имаше еден свој мирис, свој вкус со тие луѓе и со нивните песни. Например, се сеќавам дека пред земјотресот Зафир Хаджиманов пееше една песна Дуби Дуби Ду. Да. И тој ја пееше со некој квартет, мислам дека беше, и таа песна беше многу популарна во тоа време. Потоа се јавија и други кои пееја во тоа време. Тогаш немаше вакви забави како сега, туку имаше некои отворени емисии преку Радио Скопје. Главно Радио Скопје ја вршеше целата таа функција и Никола Авторски, што го спомнате, кој ги водеше. Так. Тие програми таму. Значи вам вие повеќе познат како водител, Никола Авторски, така? Никола Авторски, иако ги исполнуваше тој оние песни познати славни, меѓутоа сакам да кажам дека ние не смееме тоа да го заборавиме. Так. И мораме постојано да се потсетуваме на тоа. После тој период, дојде еден луд период во Скопје, како што дојде луд период и откачен од целиот свет, и мојата генерација практично беше обземена со Битлси. Таа Битлсоманија сите, значи, ги... И овде исто во Скопје беше... И во Скопје исто така, па не можевме да добиеме, да речеме, музика од Битлси. Па Михаил Бошковски, кој е наша генерација, од мојата генерација, слушаше Радио Луксембург, па правеше листи на најслушани песни во светот. Знаете што беше тоа за нас? Па нешто да слушнеме од Битлси. Светските топ листи, па човек да биде во тек. Пазите се, внимавајте што е заборавено. Првиот диско клуб, меѓу првите диско клубови, во Скопје се отвори во Работнички универзитет, каде сега што е КИЦ. И таму доаѓаше една група ентузијасти. Спроти ГТЦ, она што младите би го знаеле, тоа е културно-информативниот центар, да. Спроти ГТЦ доаѓа ентузијасти и најпрви слушаа сами плочи. Си пуштаа, ради кеф. Так. И Мице беше меѓу нив, меѓу тие можеби меѓу главните. И така почна во Скопје тоа да се развива. После некаде во подрумските простори почна да се развива на право диско со осветлување,
со обични Со сијалици. топка, после... Со обични сијалици. со обични сијалици. Со обични прво сијалици, вака нанижени, па со топка, па со едно, со друго. И после се отвори мусандра, па панорама, па и така натаму. Сакам да кажам дека тоа беше страшно едно време на таа музика која слушавме тогаш и мислам дека треба што почесто да се сеќаваме и да се навраќаме на тоа време, па и да објавуваме текстови кои ќе останат. Кажете ми, од се она што се сеќава човекот од на времето, значи кога зборуваме да речеме и Скопје кое што е опевано во песни, можеби многу помалку за разлика од многу други места во Македонија, но еве се сеќавам на песна од Нина Спирова која пее Зборувај ми за Скопје, Квартет Импулси кои имаат джез песна за Скопје и слично. Дали денес Скопје е такво какво што вие го имате ни своите хроники и ни своите записи? Дали има една нишка, тоа ми е прашањето практично, дали постои некоја нишка која што се држи низ вековите, низ децениите постојано и се уште е денес присутна? Знаете, Бидејќи Скопје е веројатно еден од попроменливите градови кога станува збор, бидејќи има и земјотреси во историјата, и пожари, и освојувања, и делења, и рушења. Па денес веќе имаме еден нов период кој што го дефинира Скопје поинаку со новата архитектура и слично. Постојано му се менува ликот на градот, дали има нешто во духот кое што е останато и е нишка? Видите, ќе ви одговорам директно на ова прашање. Значи, духот на Скопје, ама кога зборуваме за духот, е останат. Како дух, не зборувам како архитектура, бидејќи затоа викам... земјотресот изруши, други работи изрушија. Променети се многу нештата. Меѓутоа, она што е духот на Скопје е останат за среќа. Вие Огнен, јас одам често, шетам таму по Малава, Скопски, што остана од тоа. Да речеме, таму има автомеханичарски сервиси за коли, 7 со тие луѓе. Што ги паметите од некогаш? Што ги паметам од некогаш во Ново Мало, порано и во Мажер Мало имаше и така натаму. И кога разговарате со тие луѓе, гледате колку е останато тој дух. Знаеш, они се виспрени, луцидни, критични ко се што е околу нив. На свој виден начин се боеми. Значи, тој дух останал за среќа. Иначе, ако тој дух се уништи, нема ништо да остане. Еве, друг конкретен пример да ви кажам, кога во истражувањава мои сум наидувал на тие прилики. Пред неколку години се одбележуваше 50 години од Скопскиот земјотрес. И јас бев ангажиран во тие истражувања, покрај другото. Колку скопјани се сеќаваат на тој Скопски земјотрес? Колку се сеќаваат на предземјотресот со Скопје? Тоа е фрапантно колку се уште живее. Вие денеска се шетате на улица Македонија, на плоштадот поминувате поред луѓето, без да знаете колку не во нив е останато. И само треба една мала иницијална каписла и тоа да се разгори. Интересно е тоа што го споменавте околу земјотресот и иако не бев тој период тука кога беа земјотресните удари во периодот сега на есента, но по споделувањето од повозрасни пријатели кои што се и нивни родители, баби или дедовци, на пример велат дека го доживеале истото чувство како 63-тата, а додека пак месец дена претходно кога се случија поплавите, го доживеа истото чувство на сплотеност, на хуманитарност, да помогне секој секому, нешто што сме го имале, односно го имало во 63-тата. Да, страшно е. Таа хуманитарност, таа сплотеност на луѓето. Она што светот го даде плюс тоа. Не може човек да не има огромна почит према тоа, да се разнежи, што би рекле ние, да ве допре до срцето. Затоа што тоа беше и од нашите луѓе тука кои беа во Македонија и во Скопје и од светот. Меѓутоа, тоа е останато во психологијата на луѓето, не само како катастрофа, него и како начин на живење. Тој не се заборава начинот на живење. Кој излегуваа Огнен првите шушкавци мантили, кој излегуваа првите, да речеме, перлон кошули со тврди јакни кои не се пеглаа, па со шими чевли, кои ќе излезете. Не знам какви се тие чевли. Кои ќе излезат шпицести чевли. Добро. Кои ќе излезевте на Корзо. Тоа беше страшна работа. Мислам, и тој дух не се заборава. Каде беше Корзото порано? Па вака да ви кажам сега, Корзото значи беше главното Корзо, Беше ни целиот тука во центарот,
Но главно беше, да речеме, главната линија од Метропол, каде што беше Метропол кафеаната, па покрај Пелистер до кај новата железничка станица. Така, До добро. кај старата, железничка. Старата. А сега Практично улица а Македонија, беше и она од што е другата денес. страна, да, улица Македонија што е денес. А се одеше и од другата страна, и од десната страна, не само од левата, се одеше и од десната. Меѓутоа, Огнен, кому денеска ќе објасните таа возбуда? Не може да ја објасните. Нашето корзо, најсакано и незаборавно, беше на Скопскиот кеј. Тоа беше нашето гимназиско корзо. Бидејќи видите вака, каде сега што е Ману, Добро. беше Цветан Димов машка гимназија, а каде што е сега На местото на Ману? на мајстото. Добро. Тоа беше машка гимназија. Одма до МКЦ, уствари. До МКЦ веднаш и блиску до кејот. Од другата страна горе, на кај што е владата, беше женска гимназија. Значи, вие се и присреќававте? сите ние гимназијалци доаѓавме и се наоѓавме на кејот. Кејот немаше кафеа нико сега. Да. Не, сега не знам дали имаше едно кафеанче. И тоа не беше битно за тоа. Значи имаше обични клупи, но душата ни беше полна. Тука се раѓа првите љубови, првите симпатии, од тие пролетни квечерини скопски, па и преку летото имаше тоа корзо. Значи тој кеј што знае се да раскаже. И мојот школски другар од гимназија Васил Икономов напише една фантастична песна, и тоа не смееме да го забораваме. И вели на една девојка, дојди вечерва, ќе те чекам на кејот. Видите, тоа е Скопје кој е останато во духот. И мислам дека тој дух се уште постои и се уште го држи. Да видиме кои дел од гледачите, доколку имаме гледачи на линија, да ги вклучиме, се сеќаваат на ова што го зборува господинот Коцевски. Добро вечер, велам кому. Добро вечер, тетка Лоза на телефон. Поздрав до вас, тетка Лоза, повелете. Вака, ме подсетува Данило, кај нас во Куманово истото го имаше. Так. И корзото го помниме каде ни беше, и гранките каде ни беа, каде ги криевме, во која ќунка ќе ги криевме, чорапите кога ќе одиме од дома, ќе се облечеме во некој, па од мајка ми ќе ги земеме, па ќе ги ставиме тука и на враќање ќе ги облечеме. Значи, ние сме скромна генерација, едноставно не се срамам, но ми е гордо свака што случајно се погодивме. Така. А кажете ми, денес го има ли во Куманово тоа? Корзо не. Не. Не само корзо, туку општо тој дух на комуникација меѓу младите. Го има. Се дружат. Младите секаде, и во Пелинце одат, и во Етносело, и секаде. Дружењето не престанува. Так. Тука се зајакнува другарството. Так. Да трае за постари години да се евоцират спомени. Так. Тоа баш ми вака, не знам, некако чувство имав дека со господинот сме генерација тука некаде 44-та сум јас. Па сега Тука сте некаде, господин Данило? Јас сум малку помлад. Малку помлад? Али тука сме. Добро. Истите сме ги доживували, истите работи. Па добро. Истите работи сме ги доживували, сигурно. Така. Истите. Ќе одевме на игранка во Гоце Делчев. Так. Па таму ќе ни кажеа родителите доколку до 9 сат вика дома да си, па кога е сега во 9 излегуваат и во 10. Добро, се променија времињата, точно. Многу од ние како генерација што Так. бевме. И тоа, да ти кажам, убаво е да се подсетиме, но за жал младите идат понатаму. Благодарам, тетка Лоза, за јавувањето. Поздрав до така, вас. поздравувам, поздрав до гостинот. Благодарам. И баш убава паралела сте направиле Так. ова вечер. Среќни празници во Куманово. Одиме се уште едно јавување, па потоа ќе се вратиме на разговорот со господинот Коцевски. Добро вечер, велам кому. Добро вечер, Огнен. Добро вечер, ве слушам, поверете. Добро вечер и на вашиот гостин. Благодарам. Среќни празници се негува Сашо од Киселево да се јава. Поздрав, Сашо, до вас. Вака, господинот е релативно помлад, најверојатно од госпожата што се јави пред малку. Пошто ја
пошто ја спомнам у Сандра и тие работи. Так. Јас предходно би спомнал Фецу, Зеленрај и тие работи пред да се појави Мусандра и така натаму. Имаше некој живот, соживот, имаше дружење, имаше забави, имаше све. Меѓутоа би го прашал господинот дали со неговото ова подсеќавање на минатото и со уживањето во минатото, дали сега кој ќе ги погледа овие нови фасади, нови чуда, врагови што се дешаваат по Скопјево, дали постои некоја опција да се вратиме на тоа, или дали мисли дека можда ќе има некаква одговорност за тоа што го појавуваме сега, ние, што сме живееле некако во Скопјево. Мислите да се вратите на оној стар дух на комуникација или? Па, како да се вратиме на тој стар дух на комуникација? Ајде сега, кај ќе се најдеме, кај портата или ќе се најдеме кај коњот или ќе се најдеме, кај кој конј ќе се најдеме? Ах, така, местата кои што ги означува кај кој конј, точно, да. Многу конј има, за жал некојаш имаше и некои здрави коњи, овие се вештачки. Меѓутоа, добро, сакав чисто да се подсетиме. Так. Огнен, да. Малце на кратко со Ајде. предходната тема очи во очи би те Ајде. замолил. Луѓето спомнаа Коштаниве се покачија, Оревите се покачија, јас го прифаќам тоа дека секоја се дешава тоа. Меѓутоа, дали се свесни луѓето од вчера се покачи лебот? 2 дена Тоа гледате не го спомнавме. Никој не го спомна тоа. Так. А неколку дена пред тој бензинот се покачи. Да, Мислам, за бензините, за горивото, да. Да. Дали сме свесни каде одиме, Огнен? Ке видиме, веројатно, мислам дека знаеме, но ке видиме. Да, ама никој не го спомна ова, многу е битно. Знаете што значи секојдневно на некој 2 денари? Так. И така да, јас сум ви се јавил и порано и очекувам да се чуеме. Би го поздравил господинот, би сакал да се вратиме на тие стари убави и Македонија, и плоштади, и чуда врагови, меѓутоа е многу тешко сега. Каде да кажем, ајде дојди поред кеј, на кој кеј? Така. Имате таму некој рипа у вода, некој излегува од вода, па не Добро, знам, па некој недостасува чудесија некој се кој појавува. околу кејот, може би така ќе можеме полесно да се разбереме. Ама не, конјот забегал, меѓутоа треба некој да го фати. Тука е битно. И јас Так. би ти предложил вака, Огнен, ако може господину да помогне, да направиме 3D Скопје. 3D? Затоа што 3D, 2D Добро. не е интересно више. Луѓето се жалат, гостите во Скопје што доаѓаат имаат проблеми со вратот. Значи гледаат само статуи лево десно. Дај да ставиме нешто од страна да се качува на згради, некои голуби да летат глинени од згора, нешто да се дешава малце поинтересно. Так, добро. Со што би си помогнале околу пршлените на вратот, така се вика. Ви тоа. благодарам за јавувањето, Сашо, Пријатна поздрав вечер, до вас. Денево, поздрав до гостинот. Благодарам, поздрав и до вас и се слушаме во следна можност. Ја мислам дека гледачите поставуваат одлични прашања. Так. Мислам, тука сме на иста линија и така да јас не можам да се најдам секогаш во некое Скопје кое се видоизменува и така. И господинот во известна смисла има право во тоа да го постави на такој начин. Еве, само тој го спомна кејот. Ние не можеме сега, кејот се претвори во спални соби, само седат по цел ден и така натаму. Да, по кејот реално веќе не можете ни да Веќе не шетате во можете централното ни да подрачје, да. шетате, не можете да се најдете пред некои објекти кои се урнаа во земјотесот. Пред новите нема навика да се наоѓа и мислам дека господинот е во право. И мислам дека тука треба да внимаваме на тоа. Треба да внимаваме. Значи, ако реков дека тој дух некако постои и сме го задржале, не треба да го уништуваме систематски или постепено, туку да го одржуваме. Тоа не е тешко. Луѓето гледате како го сакаат градот, го сакаат и сето тоа. Така да треба малку напор да не се претерува во некои работи и сето тоа да на некој начин дојде во една нормала каде што ќе се подсетуваме, например, на Старо Скопје. Еве сега, например, преку театарот или преку офицерскиот или преку тоа. Так. Но што спомна колегата и преку 3D и така натаму, видите, тој спомна некакви глинени голуби. Јас не знам дали некој спомнал
Но јас во моите текстови тоа сум го спомнувал, а од денешен аспект изгледа речиси неверојатно, Добро. дека на самиот плоштад имаше гулаби како во Венеција. Порано на времето. И сите ви се закачува. Одевме на плоштад код десен. Толку припитомени што застанува на глава. Тоа беше фантастично. Да, сега веќе не може човек да најде. Од страната на костените кај што беа се исечени. Таму каде што беа своевремено, јас таму паметам телефонски говорници, имаше на денешен мериот. Да, имаше говорници. Од таа страна кај што беше мајстор Кенан, Добро. Со продавничето и така имаше огромно јато на гулави. Тоа е истиот оној мајстор Кенан што сега е префрлен кај железничката станица? Да, тој му е син. Аха. На стариот мајстор Кенан, так. но и тој е мајстор Кенан. И тој веќе долго работи. Тука беше мајстор Панта, да речем, чистачот на чевли, кој беше легенда исто така скопска. Значи, ова што може да не подсети на тој дух, треба да го негуваме. Порано, господин Коцевски, легендите кои што сега ги спомнувате, се обичните луѓе. Да. Чистачот на чевли, Да. поправачот на чевли, чевларот, Да. луѓе кои што биле видувани по кафеаните, не се знаело ништо за, да речеме, мислам се интересирало за нивниот приватен живот, но тоа биле обични луѓе. Денес легендите се од сосема поинаков аспект и многу поразлично ги гледаат луѓето. Дали, например, во целиот тој развој, нештата се променија? Како се создавале легендите порано во Скопје? Знаете како се создавале легендите? Се ќе ви кажам. Легендите се создавале спонтано, преку животот секојдневен, преку корзото, преку театарот, преку филмот, кој имаше огромна улога во Скопје во тоа време, преку луѓето кои, еве се ќе ви кажам, во Скопје, во близина на парламентот, се наоѓала една статкарница, ја знаат по старите се вика Соломон, и ја успеав да се запознам со ќерката на Соломон. Таа ми приде еднаш да ми раскажува за Скопје, еве како се создавале легенди. Знаете, многу популарни, да речем еден пример, беа фудбалерите на Вардар. Добро. Тоде Георгиевски, Божиновски, Вучидолов, Дацевски, се уште па после другите генерации помлади. И ми кажуваат девојките од Скопското корзо, ние точно знаевме на корзо каде стои Тоде Георгиевски, каде стои. Секој си имал свое место, каде да стои. Видите, како се создава. И таму се поминува, доколку има интерес некој во Тоде, поминува од кај Тоде. Со мајстор Панта, јас прв пат чистачо сум направил интервју големо, вака, на две страни излезе, од еден додаток на Нова Македонија. И како се создават легенди. И мајстор Панта вика, после успехот на Вардар, сите доаѓаа кај мене фудбалерите, и заедно одевме во статкарница Пошта. Сега кај T-Mobile што е зградата. Тука беше статкарница Пошта во близина. Добре. И одевме сите у Пошта да се честиме за успехот на Вардар. Или, значи, сиот тој живот доаѓаше спонтано, без изнасилување. Политиката не се мешаше многу. Тоа ќе ве прашував следно, дали политичарите беа легенди како што се денес, например? Па, не би рекол. Видите, имаше популарни политичари. Еве се ќе ви кажам. Но не го обземаат дневно општеството. Не го обземаат дневно. Имаше популарни, кои беа популарни во Југославија. Така. Сега да не спомнувам имиња, но имаше кои имаа некоја од политичарите некоја харизма. Но натака во тој правец не одеше тоа. Апсолутно не одеше во тој. Одеше во друг правец. Дали господин Коцевски, например, во делот, тоа постојано веројатно се пронижува низ разговорот, но првите промени на кои што се реагираше, да речеме, и дури Владко Стефановски тогаш исто реагираше, например, и бидејќи го спомнавме и земјотресот и солидарноста, беа промените на имињата на улиците во Тафталиче, кои што се именувани според држави и градови кои помагале во 63-та. Дали, например, напуштајќи ги старите споменобележја, дали се тоа преку имиња на улици, дали се преку архитектурата, дали се преку промена на местата на движење каде што се луѓето, ние се обидуваме да смениме нешто кое што не одбележува такви какви што сме како луѓе, или, например, не е успешна промената, туку само се додава нов зачин во
еден град како што е Скопје? Видите, да ви кажам, се зборуваме искрено. Секоја општество, социјална фактура, социјално милие Добро. и секоја политика има право да ги менува улици. Така. Никој тоа не може да го забрани. Јас лично мене тоа ми пречи за некој од улиците. Зошто суштината на мирисот на Скопје некаде се одзема. Еве да речеме улица Ленинова. Ето што јас се дружам со сите, и од постарава и од младите генерации. Јас на Ленинова, ако се измени тоа, и тоа не можам да одам кај Шале во Бастион. Шале Бастион и се пресели сега, Так. не е важно. Но видите, во тие улици не е иста, не е исто чувството некако, не е исто, ме разбирате. Инаку, секој има право да ја промени улицата, ако смета дека тоа не е во склоп на нешто што не одговара на некои текови, социјални, политички, така натаму. Но треба да се внимава токму заради ова. Мора да се внимава заради топонимите. Видите, топонимите скопски некаде останаа иако објектите исчезнаа. Да. Например, Ловец, например, се уште го викаат ловец Ловец одредени. се уште го Јас, викаат. например, ловец го викам, не знам за другите генерации. Огнен, тоа ни треба нас за Скопје. Тоа добро го поставивте прашање. Тоа ни треба, тука ни е душата нам. Рекорд, например, не беше сега кај автобуската станица. Да, мајка ми раскажуваше бас вчера дека тоа не било рекорд, таа не го памети како рекорд на времето кога била студентка. Рекорд беше погоре, Да. таа беше продавница така за облека и така натаму. Рекорд беше погоре, но сега топонимот остана и тој рекорд и се Да. прошири. Тоа порано беше Багат како топоним, меѓутоа има топоними кои се останати, а објектите ги нема. Така да, ете, гледате како скопјаните, веројатно за улици вие што зборувавте, долго време ќе ги викаат по исто. Да, долго време веројатно луѓето Затоа ќе ја викаат што- Ленинова додека да преминат на Минта трети. Зашто луѓето ја оставиле дел од својот живот таму. И вие не можете дел од својот живот наеднаш да го прескокнете и да кажете сега еве готово, нема да постои ништо. Во делот на изменувањето, на пример, еве и бидејќи зборувавме долго и околу плоштадниот дел и околу корзото и околу кеот, но веројатно вака дух каде што денес се уште постои како дух и кој што го знаат и младите генерации, бидејќи тоа се уште се задржало и во денешно време, е Дебармало. Со оглед на тоа дека можеби се останато е променето или пак е уништено на своевиден начин, па веќе таму нема проток на луѓе, но Дебармало се уште некако држи некоја линија, иако и таму се видоизмени, се кренаа згради, се уништија многу од куќите, боемството веќе не е боемство како што беше своевремено, сега е веќе многу поинаков начин на кафанство, што нема врска со боемството, но дали Дебармало можеби е единствениот остаток кој што се уште не е чепнат целосно и го држи она што беше Скопје? Па не, Дебармало е чепнато целосно. Меѓутоа сепак е останато нешто. Сепак е останато. За среќа. И добро е вака што постојат обиди да се основа некоја улица. Да, боемските улици, така. Сега колку ќе заживее тоа, дај Боже да заживее и така натаму. Тоа е добро. И тоа е она што од Дебармало е останато. Меѓутоа, јас, знаете, постојано контактирам. И меѓу со најстарите дебармалци сега. Да го спомнам само Чичко Божо, еве и да го поздравам, кој ќе ми раскажува какви состави имало музички. Какви држале серенади во Дебармало, па и во другите мала, во Маџирмало, како држал серенади Васил Икономов, таткото на Зафир Хаџиманов. Луѓето тоа го раскажуваат сега. Ме разбирате? Да, тоа не знаев дека и тој исто така има многу убав глас и дека пеел и дека... Па не, тој и композитор. И композитор, да. Врвен музичар, значи големо. Меѓутоа има една анегдота, кога Васил Хаџиманов со еден пријател правил серенада, изгледа на неговата идна сопруга. Пошто и Зафир Хаџиманов има живеено во Маџирмало. Така. И предпоставам дека му таа са и држеле со својот пријател серенада ноќе. Наеднаш
ми раскажува овој. Наеднаш вели, не удри по глава некој тврд предмет. И додека ние пееме и занесени во љубовта, и се навредивме. Зошто да се фрли? Кога го земавме тој предмет, тоа беше една прекрасна бомбонјера, донесена од Виена, не знам од каде. Значи, они сакале чест, уствари, да им направат заради серенадата. Така да постојат такви приказни многу, кои се останати од тоа. Така да и ова за Дебармало што го спомнавте, правени си таму серенади, имаше и обиди да се направат и повторно да се заживее таа традиција и така натаму. Но, она што останува, тоа е дека не смее да се деструира едно јадро на нешто. Не смее тоа да се деструира, зашто после тешко се дофаќа неговата врска со минатото и со ова. Тоа е нешто што треба да се каже, инаку нормално е да се гради, да секој да има своја некоја визија и така. За да може да го започнеме вториот дел кој што ќе ни продолжи и после вестите, пред тоа ќе побарам од режијата да ни го подготват, да ни ја подготват изјавата на отец Бобан, за да може да завлеземе во она што се нарекува обичаи, колку само да ни биде шлагворд во следното. Значи, одиме по паузата и се враќаме да разговараме веќе за коледарските обичаи и за Скопје во таа основа. Ние неколку години наназад како црква веќе апелираме, а годинава тоа беше уште по присутно во медиумите, дека треба веќе да се заборават и да се напуштат така наречаните коледарски огнови и обликот на прославување и очекување на Христовото рождество. Зошто? Затоа што тоа не е автентичниот, вистинскиот и правилниот начин на кој што православниот христијанин празнува. А кој е пак правилниот начин? Тоа е храмот, тоа е богослужението, тоа е богослужбениот циклус, тоа е литургискиот простор. Односно, сите да бидеме во храмот повторно како заедница. Вториот момент, посте. Ние го нарушуваме постот со таквиот начин. Значи, празниците се слават кога ќе настапат, ама пред да настапат, ние се подготвуваме на начинот на кој што црквата пропишала, во овој случај со пост, за кога ќе настапат да можеме радосно да ги пречекаме. Затоа, бидејќи е пост, ние не смееме да го нарушуваме постот. Во пост не се пие алкохол, во пост не се јаде прекумерно храна, во пост не се јаде мрсна храна, во пост не се игра и не се весели. Плюс, оваа година апелот на црквата имаше и една социјална димензија, затоа што ние повикувавме на дарување на тие дрва кои што не му се угодна жртва на Бога, на оние кои што ќе најдат вистинска примена. И втората димензија беше граѓанската одговорност, а тоа сушно значеше во моменти кога воздухот во нашиот град е загаден, ние да не придонесуваме дополнително со загадување на истиот. Назад во студиото по оваа пауза и токму разговараме со Данило Коцевски, нашиот денешен гостин, едноставно кажано хроничар на градот Скопје, и во овој дел од емисијата Мој термин всушност разговараме за она што се нарекува обичаи за време на празниците во Скопје. Ќе видиме и како и се менуваат нештата, но бидејќи двајца гледачи веќе чекаат на линија, одиме со нивно вклучување да ги испочитуваме. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Најпрво да ја честитам новата година и божичните празници. Ви благодарам и вам исто. Многу ми е мило што како телевизија го поканевте господинот Данило Коцевски, кој е легенда, кој е наш хроничар и ме подсети, ме расплака. Ме подсети на гимназијата Цветан Димов кај што учевме и кога излегувавме покрај ке, после часови работните оние кецели ги соблакавме, ги пикавме во ташна, ке прошетавме на кеј само да се видиме, да бидеме видени. После не подсети на корзата, стварно Кенан од едната страна шетаат тие пошизиците помлади, од ке Метропол беа повозрасните. Пака и Ловец имаше една група друга. А да не зборувам за Карши Рекорд, у Ванила ке појдевме да си купиме кифличка геврече и после тоа ке си одевме абурек обавезно и после тоа дома. Ова серенади ве помала, јас сум Драгица да се представам, во една моја книга за Скопје имам напишано за оние маалски серенади, за во Маџир мало, Пајко мало, Дебар мало,
што сега ете пак нешто, некој дух се враќа, но да спомнам тука дека спаѓа и во таа скопска хроника и Чаир Мало, и Газибаба, бидејќи Чаир Мало тогаш беше навистина едно елитно мало. Јас потикнувам баш од таму и имавме ние во комши, ете да му спомнам на Данило, едни две турчинки кои што си заминаа во Турска. Во тоа време јас бев дете, многу љубев да ги слушам. Едната свиреше мајката на клавир, керката на виолина. Ја уживав да ги слушам нив. Си заминаа, си селија. Еден доктор исто, позната фамилија. Господинот Данило, треба вие како телевизија по-често да направите вакви емисии за да ние граѓаните со духот да придонесеме, не само да имаме политички емисии и што е знам такви дебати и кавги, него едноставно да дадеме придонес духот на Скопје да почнеме да го враќаме бар делумно. Сега што се граби, точно. Тоа да не навлегувам, тоа се сложувам со сите што кажа до сега, али господино Данило да ни биде едноставно како водич во тој духовен свет и вие како телевизија да ви даваме те идеја да направиме секој со својот дух, со своето памтење од тоа време што сме живеели, што сме ги поминале тие денови, да кажеме по нешто. Така. Ви благодарам многу, Драгица. Би сакал да кажам, господјо Драгица, вие велите дека јас ве расплака вас, а верувајте ми дека и вие ме расплакавте мене. Така да очигледно имаме некои заемни спомени и сеќавања од тоа Скопје, а се согласувам со вас исто така дека би требало да има почесто вакви емисии кои ќе не вратат во нормалниот живот, што се вели, кои ќе не вратат во нешто што е човечко живење во на вистинска смисла на зборот буквално. Така, ви благодарам, господјо Драгица. Одиме со вклучување нов гледач. Добро вечер. Добро вечер, Огнен. Петар Христовски, Пепи, Стар. Поздрав до вас, Пепи. Ве очекував сега да се јавите на темава, бидејќи сигурно имате да кажете многу. Посебно вие што имате работено во МРТВ. Ептен, Данило, ептен, Огнен, ептен, шеф ми праед. Мене ме знае. Вака, мене ми предаваше Васил Гржиманев, музичко у Браки Модинови. Јас живеев во зградата Орловац со Ненад покојни Стојановски глумец под мене беше. Татко ми, вие го фалите Панта. Ти, ке ти се обраќам ти. Ти го фалиш Панта, а татко ми дали го знаеш, Никола Христовски Мира имаше изложе кај крижаницата Младина, а Дугинот му беше кај грчки конзулат. Дебелко го вика, Никола, висок. Да, јас го паметам, да. Така, ќе го пишете у книгата. А и вас ве паметам, бидејќи сме работеле у МТВ заедно. Така, заедно, јас сум мајстор на светло, доктор мајстор на светло, професор. Браво. Баш ми е драго што се јавиште. Јас сум живеел со Дучиновски, со Васил, со Замир Гржиманов, сме пливале на Вардаке, Пумпа и така натаму. Тоа беа најубави времења што не можам никогаш да заборавам до крајот на животот. Браво. Ме расплакавте и мене. Господин Коцевски, сензитивно влијаете на луѓето. Благодариме, господин Пепи, поздрав до вас. Во овој дел, например, сега кога се зборува, еве и гледачите кои што се јавија до сега се и доста повозрасни, сите се родени и растени тука во Скопје, но постои еден период од Скопје, некаде веројатно после земјотресот, можеби пред распадот на поранешна Југославија, каде што многумина ќе ви речат дека старите скопјани веќе се одселени од Скопје и дека многу малку се останати тука да живеат, што веројатно се забележува и погубењето на автохтониот скопски дијалект кој веќе и да не се употребува, тоа што денес се нарекува скопски дијалект нема никаква врска со оној поранешниот, бидејќи луѓето веќе не ги земава работите, туку ги земаа и слично. Дали сметате дека доселениците, дека ги наречам, меѓу кои еве сум и јас и слично, го променија ликот на градот Скопје, бидејќи многу често се отвара таа тема, особено меѓу младите скопјани и младите доселеници, дека провинцијалците, како што и нарекуваат, го нарушиле угледот на градот.
Па да, има од тоа сигурно нешто. Се не би сакал да навлегувам во тие темиси. Не, затоа го правиме тоа од да, аспект на она што го зборувавме за архитектурата, за топонимите, за местата, како главен град подлежи на промени. Во право сте, да, не би сакал никого да навредам, мислам сигурно. Но знаете, тие теми не треба да ги форсираме многу околу тоа дојдени, недојдени. И јас се држам секогаш за она што го реков и пред малку. Скопскиот дух може да го усвои секој. А може и да не го усвои. Оној кој го усвоил Скопски дух, тој може да го усвои и духот на Њујорк некој кој. Може да го усвои духот на Белград. Ја верувам дека Зафир Хаджиманов кој живее со години во Белград го усвоил и духот на Белград, иако тој пар екселанс поврзан со Скопје. Така да тие такви поделби едно друго не би требало да се интензивираат, да се конфронтираат и така натаму. Секој што го сака својот град, овој град, треба да си го најде своето место. Но ако го сака искрено и ако го сака од душа, од срце, инаку секој ќе си најде нешто што нему му одговара и така натаму. И сите тие градови и во светот и кај нас се правени од конгломерати, од луѓе кои многу придонеле за еден град. Многу придонели, кои дошле се придонеле да се направи или во јазикот, или во културата, или во духот, кој е усвоен, па е надограден тој дух. Духот се надоградува, духот па не останува секогаш само на едно место. Она што е основното останува, она што е другото се надоградува. И луѓето не можеш да им забраниш да го надоградат. А тие кои не сакаат да го надоградат, тоа е друг проблем и за тоа не би сакале да зборуваме. Ке одиме со повторно вклучување гледачи кратко пред другата пауза. Ајде да видиме, немаме гледачи сега во овој период, во ред, значи имаме отприлика уште да разговараме токму за темата за која што се начна и преку изјавата на отец Бобан. Во овој сегмент, затоа и ги споменав оние кои што доаѓаат од другите места, од другите градови. Дали традициите кои денес ги имаме, особено во делот на празниците, дали, например, бидејќи потекнуваат директно од луѓето, дали Скопје си има своја традиција која што си ја носи со генерации, со децении, кога станува збор за Коледе, Бадник, Божик, Нова година ќе ја тргнеме настрана, мене како ден нешто посебно не ми побудува некои чувства. Повеќе ми е тоа кич ден за човек да се опијани, но за празниците кога зборуваме за сплотувањето на луѓето, повеќе станува збор за Коледе, Бадник, Божик и слично. Бидејќи сега постојано се отвораат таквите прашања што е пагански обичај, што е христијански обичај, но што е традиција? Ние ќе ги оставиме тие настрани и ќе речеме што е традиција. Морам да ви кажам, Огнен, дека Скопје си има таа традиција. Во прославата на Коледе, на Бадник, на Божич. Има голема традиција. Јас тоа сум го истражувал директно на терен. Сум разговарал со луѓето како тоа го правеле и имам доста записи направено од тие. Знаете, во Скопје и пред Втората светска војна и по Втората светска војна се пеели и песни кои не биле исто како да речеме сега што се конвенционални, само Коледе, Леде и така натаму. За тоа ќе зборуваме подоцна, има некои тука измени кои што се најавува и се бараа од МПЦ, но ќе ви кажам за тоа подоцна. Така да песните кои се пееле на Коледе, кои децата ги пееле, кои ние после ги пеевме, имаат голема традиција. Потоа палењето на огновите, иако не во таква форма голема, но сепак има своја традиција. Иако во помала форма било во тогаш, во тоа време, не така. Така да сето тоа има огромно влијание во Скопје. Но видите, нешто што ние не сме размислувале околу тоа и околу песниве што се пеат, нели? Во Скопје бил, рековме, еден владеел со Скопје и со Македонија, па друг, па трети, така натаму. Така и тие песни се видоизменувале. Ке продолжиме ние да зборуваме многу подетално околу сето ова, но за да здемеме здив, ќе мора да направиме пауза, бидејќи во продолжение ни следуваат вестите во 19 часот, да дозволиме да бидат прочитани, а потоа ќе се вратиме во студиото, токму да доразговараме на сето ова, вие, почитувани гледачи, ќе имате и можност да се вклучите со вашите размисли.
покажа што? Можевме слободно да истражуваме и се покажа дека Марко Цепенков, дека Кузман Шапкарев, дека Јован Хаджи Константин Джинот имаат безброј песни коледарски забележени. Да. Наши, македонски, автохтони, од Прилеп, од Велес, од Скопје, и тогаш работата се видоизмени. Значи, ние можеме да пееме и нешто што од нашиот народ било забележено, но дотогаш било поттиснато. И овие автори што ви ги спомнав, се автори кои ги бележеле токму обичаите коледарски. Во делот на модификацијата и во однос на видоизменувањето кое што се прави, токму во овој период, да речеме, Македонската православна црква неодамна најави некоја своевидна нова традиција, каде што песната Коледе леде, паднало греде, утепало деде и слично, поради несоодветните изразувања во нејзините стихови, треба да биде заменета со вечниот Бог. Дали сите овие видоизменувања кои што се правени, еве и денес сме сведоци на своевидни промени да се направат во начинот на пењето, дали реално толку, ќе оставиме црквата настрана, но дали може да се изврши влијание традицијата дотолку да се промени што старите обичаи и старите песни кои што се пееле може да се тргнат комплетно настрана и да се заменат со нови? Не. Па не, такви резови воопшто во Бидејќи традицијата не е нешто кое што можете да го пресечете и... Па да, овден ми го земавте зборот, традицијата не е нешто што може да го пресечете наеднаш. И такви резови не може да се прават. Еве јас сега ќе ви кажам, ќе ви изрецитирам една коледарска песна, која сум ја запишал по Скопскиве Мао. Одлично. И таа гласи вака, мене многу ми се допаѓа, прекрасна, и таа исто се пеела после. Значи, сива, сива голубице, каде си се осивила? Таму горе на небото. Си миеше златни чаши, канани, канани, на баба Налани, на дедо Опинци, Коледе. Да, тоа е, например, многу соодветна песна, нема ништо вулгарно во неја, ниту пак да речеме... Не, тоа е песна која мене ми имаат со овие што сум учел маџермалци во школо, кажано, сум ја забележал од нив, а неодамна открив дека истата оваа песна, која може да се каже и на брзина, сива, сива голубице, како брзо зборка, добро? Како брзо, да. Меѓутоа, неодамна, една господја која потекнува од Крњево Мало, истата оваа... Каде е тоа Мало? Крњево Мало е овде кај телевизија што е, да речеме, тој простор подолу. Кај МРТВ денешна? Кај МРТВ денешна и подолу на кај Сајмиштето има има едно... Крњево Мало, има се уште постои еден дел што е останат. Да. И таа господја пред известно време истата оваа песна ми ја испеа. Значи, постои една музичка варијанта на таа. Сакам да кажам дека тоа традицијата мора да се изменува, но во позитивна смисла. И затоа црквата има право во позитивна смисла да се изменува. Например, во Скопје се одело, а веројатно и во Македонија во другите градови, на Коледе се одело, тоа е и помалку познато, не го знаат сите тоа, се одело со икона на Богородица. Се носела и почнувала песната, почнувала вака: на колена паднавме, Христа Бога молевме, и така натаму. И ја држеле иконата на Богородица. Видите, тоа се многу фини елементи кои биле користени и така натаму, но дека старата традиција не може да се заборави, покажува дека и некои елементи се задржани од старото. Например, постојат песни за малиот Петар, за дедо Матори. Пази, тоа е сочувано и после Втората светска војна се пеени тие песни во некој Скопска Мала, за цар Кашпар и така натаму. Тие речиси кога оделе на Коледе правеле како мали едночинки и пееле: јас сум цар Кашпар, цела ноќ не сум спал. Кога ја видов звездата на исток, се роди Исус Христос. И тя се сум ги запишувал тие елементи. Или јас сум дедо Матори, кои тешки врати отвори,
гледам вие јадете, пиете, мене на старест не ми давате, и Коледе и нему му даваа. Видите, има многу варијанти, не се само ова Коледе, леде, паднало греде, него многу варијанти кои, овие што ги наведов, има и други, кои се останати под ова во Скопските мала. И се треба да се направи една фина надоврзување на традицијата, она што било, она што се пее. И она што се очекува, да речеме, да се направи наново. Да. Одиме со вклучување гледачи. Добро вечер, ке речам кому? Добро вечер. Да? Поздрав до 24. Поздрав и до вас, повелете. Поздрав до гостинот. Благодариме. Соци од Еврейско мало. Роден 50-та година. Да сте жив и здрав. Живеев во куќа, кај што е роден исто така и живееше овој композиторот Благој Ивановски, жена му Анка Гиева, потоа Спасовски, глумецот на татко му. До нас две куќи живееше Саша Панов. Цар Скопјанец, сите го знаат него, татко му и мајка му беа учители. Потоа подоле малку живева глумците, сите глумци од театар во Скопје, нели дека тука театарот беше, и секно преку дрвено мовче поминувавме кај што спомна гостинот пошта, сладкарница. Со мајка ми кога мал оде во таа бањата до пошта сладкарница. Ретко која познаа таа, само стари Скопјани ја знаат. Навечер ќе си земавме сладолед и од пошта и одевме пред официрски дом, седнувавме и прожекторот ни прожектираше филмови. Тоа зборам за детството. Исто така во Еврейско мало живееше Петре Праличко, живеа многу глумци. Тоа беше скоро секоја вечер бевме во театарот. Ке ми текне за некои случаи кога деца што ги прават глупости, преку дрвеното мовче доаѓа господа до терани и ние ке живеевме некоја стара ташна врзана со конец и со криени доле кога деца, и сега господа ќе поминува со женски и ние ќе ми мрнеме таа торбата и тие трчаа по нас, ама не може да не фатат, бегавме по Вардар и имаше еден Стојан со штаки, му се пуштија него. Еднаш му се случи, му се пуштија и тогаш тука беа браката Батевци, може да ги знаете, тие сите живеат од Ѓорчев сега, од Еврейско мало најголемиот во Влаја, Ѓорче живеат. Сега тоа е дел во детството, а во староста, во младоста, уствари, во 18-19 години, она што го спомнавте со грамофоните, татко ми и мајка ми донесоа грамофончиња од Италија, тие на батерии. И Карши Кермес имаше една барака со потели таму и друштвото, стекој друштво си носеше грамофонче и ги пуштавме Битлз и Ролинг Стоунс и ја посебно Биджис многу ги сакав да ги слушам, Денис Кристос, а посебно ги памтам и денеска уште ги слушам Ноките на белиот татен. Ноките на белиот татен и Рени Тен, Доши солзи. Тоа се прекрасни евергрини. Сега исто така за Зоран Георгиев морам да ви кажам, секоја вечер доаѓаше во Еврейско мало, се не знам он дал беше пејатот, доаѓаше со друштва тука на Вардарче, а ние кога деца околу на 3-4 метра седевме. Тоа е тоа, Скопје старо. И јас да ви кажам, сега во град во центар уопште не излагам. Не ме интересира. Никако. Немам желба. Ќе ви се заблагодарам за јавувањето, некаде сме при крајот, би сакали повеќе време да му оддадеме и на Данило во последните 2 минути. Доколку имаме некој на линија, само многу кратко ќе ве вклучиме да споделите и вие за тоа што чекавте. Во ред. Да, добро вечер, кратко, многу ептен. Добро, изгледа се исклучи нашиот последен гледач. Господине Коцевски, за крај ќе ве прашам, спомена гледачот доста работи, за крај ќе ве прашам. Што е, бидејќи ептен сме на крајот, што е карактеристика за Скопје највпечатлива кога станува збор за овие празнични денови? Коледе, Бадник, Божик. Една, ако можете да не издвоите, што е карактеристика, ептен највпечатлива традиција, да речеме, која што се прави. Најмногу луѓето веројатно ги знаат мичуринските огнови и средби, затоа што тие се најмногу протежирани по медиумите, но што вие би издвоиле? Знаете што е А ние ако не го кажеме тоа вечерва, би ја утнале темата.
И емисијата, затоа кажете. Значи, најважно е семејството, обичаите во семејството, погачата, паричката, падниковата вечер, кога се бдее, од каде доаѓа името бадник, од бдеење. Бадник е бдеење, всушност, и тоа. Меѓутоа, освен овие обичаите кои се поврзани и прекрасни со семејството, постои нешто друго кое е суштината, а тоа е радоста и духовното блаженство, што се чувствува со раѓањето Христово. Со радоста и духовното блаженство е суштината. Зошто? Затоа што Христос се овоплотува во Бога, Бог со раѓањето на Христос се овоплотува во човекот. Тоа е суштината на празникот. И затоа велиме Христос се роди, навистина се роди. Без таа радост и без тоа духовно блаженство, залудно е се, можеби. Но кога тие работи ќе се поврзат, и тоа духовно блаженство, и семејната традиција, и коледарската традиција, значи тоа е суштината на овој празник. Во тој сегмент, дали денес граѓаните на Скопје, без разлика од каде доаѓаат, дали си се од Скопје или се дојдени, секоја метропола треба да биде свесна дека подлежи на многу влијанија од надвор, затоа што и затоа е метропола наречена. Дали од вашата комуникација со луѓето се задржуваат традициите и обичаите и луѓето ги пренесуваат такви какви што биле со генерации наназад? Се задржуваат. Може би овој празник е еден од најголемите христијански празници, не може би, него сигурно. И не можете вие на еден таков голем христијански празник, како што реков, со таа духовно блаженство, да ги занемарувате некои обичаи. Значи, во Македонија, а и во Скопје исто така, тоа сум јас жив сведок, тие апсолутно ги задржуваат традициите. Со тоа што некои од нив се видоизменуваат, се додаваат и така натаму. Но, треба да се каже дека традициите се задржуваат на една или друг начин, во една или друга форма, и мислам дека е тоа нешто најубавото што може да се каже. И ете, јас ја користам ова прилика Огнен во овој наш прекрасен разговор што го имавме, да им посакам се најубаво на гледачите и на нашите сограѓани, скопјани, за Бадник, и да им посакам се најубаво за божичните празници. Јас многу ви благодарам што извоивте време и што дојдовте во емисија. Благодарам многу. Да сте ни жив и здрав и уште долго да бидете хроничар и млади да поземат пример од вас да го продолжат тоа што вие го работите. Ќе се потрудам, а млади да си најдете наследник. Наследник. Или наследничка, се едно. Благодарам. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, јас вам ви се заблагодарувам за вниманието со кое што не следевте во текот на денешниот мој термин. Традициите, обичаите се одличија на една култура, која што култура се пренесува од генерации и генерации. Точно е дека подлежат на промени, затоа што доаѓаат нови луѓе кои што внесуваат нови работи или враќаат стари кои што можеби се сметало дека се изумрени па се враќаат во живот. Но традициите и обичаите се тие кои што не одликуваат такви какви што сме и зошто сме. И затоа треба и да се негуваат во оној простор и време, во оние простори и време во кои што живееме, се разбира. Таму во времето во каде што се наоѓаме, за да можеме да се потсетиме, таму каде што се наоѓале нашите предци. Ви благодарам многу за учеството, дали преку фан страницата или пак преку јавувањата. Направивме едни евоцирање. Оваа емисија ќе биде реемитувана, се разбира, за оние кои што немале можност да ја проследат. Ви посакувам пријатни празници. Јас и вие се гледаме повторно од понеделник, 9 јануари. До тога што станете во добро здравје и среќни празници на сите оние што ги одбележувате во овој период. Пријатно.